Вести на Канал 8, добро дојдовте. Во тек се градежните работи на 6 улици што се реализираат со средства од буџетот на општина Кочани. За комплетирање на сообраќајниците се обезбедени над 11 милиони денари. Крак од улицата Крум Вранински е подготвен за асфалтирање. Екипи на комуналното предпријатие Водовод работат на изградба на фекална канализација во должина од околу 130 метри. Исто така во тек се активности и на улицата Карпошово во Стание, каде поради специфичноста на теренот и објектите што се испречуваат на самата улица, се работи подолго време. Кракот е веќе тампониран, а се поставуваат и рабници. Во оваа група улици за изградба се влезени 7 септември и кракот 2 од улицата Искра, сите во населбата Усова Чешма. На западната страна на Кочани, во Белско Мало, почна изградба на подпорните ѕидови на улицата Васил Главинов, откако претходно се надминати имотно-правните пречки, што досега ги оневозможуваа градежните активности. Од општина Кочани информираат дека во населбата Варница предстои асфалтирање на улицата Борис Евтимов, каде претходно изведувачот Премиум Билдинг ќе изгради и подпорни ѕидови. За реализација на оваа патна инфраструктура, општина Кочани од сопствениот буџет намени 11 милиони и 300 илјади денари. Од новите 78 лица заразени со COVID-19 во државата, во изминатото деноноќие, еден новозаболен е од Кочани, еден од Виница. Министерството за здравство бележи 5 починати и 172 оздравени лица. По еден нов случај на заразен од COVID-19 е регистриран во Кочани и Виница во последните 24 часа. Со новото заразено лице во Кочани има вкупно 22 активни случаи на заразени од коронавирус, а во Виница само новиот еден случај, бидејќи долго време Виница не беше на листата на градови со ново заразени од коронавирус, а во меѓувреме заразените се оздравени. Така што во моментов во оваа општина активен е само ново заразениот од последните 24 часа. На ниво на држава, нови во последните 24 часа се 78 заразени со COVID-19, од направени вкупно 894 тестирања. Најмногу ново заразени има во Скопје 26, потоа следуваат Штип 17, Тетово 9, Крива Паланка и Свети Николе по 5, Куманово 4, Пробиштип и Струга по 3 и по еден случај во Дебар, Битола, Охрид, Кочани и Виница. Починати се 5 лица, 3 пациенти од Скопје, еден од Куманово и еден пациент од Струга. До сега во земјата се направени вкупно 68.059 тестирања на COVID-19. Денеска нема тестирања во рамките на скринингот. Институтот за јавно здравје регистрира 172 оздравени лица. Вкупната бројка на COVID диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 7124. Бројката на оздравени пациенти е 3199, на починати 346, а во моментов бројот на активни случаи во земјата изнесува 3579. Инаку на денешната пресконференција министерот за здравство Венко Филип рече дека според Светската здравствена организација 60% од 10 милиони заразени во светот од COVID-19 се регистрирани во јуни. Според сите анализи и предвидувања, останува претпоставката дека наесен побрзо и посилно ќе се шири вирусот, поради тоа што луѓето ќе бидат повеќе во затворени простории и нема да бидат надвор. Во таа насока се разговара со директори на болници и други институции да се направи план за искористување на капацитетите. Носителот на кандидатската листа за пратеници од коалицијата Можеме, Лупчо Николовски, викендов беше во Кочани, при што оствари неколку средби со граѓаните. Исто така представи дел од изборната програма во делот на инфраструктурните проекти и социјалната политика, а посебно во делот за грижата за лицата со посебни потреби. За неполни 3 години докажавме дека може да се гради и да се инвестира во целиот источен регион, кој што беше заборавен од ВМРО ДПМН и режимот. Истакна викендов носителот на кандидатската листа за пратеници од коалицијата Можеме во третата изборна единица Лупчо Николовски при неговата посета на Кочани. Овде во Кочани
Забраната речани како дел од хидросистемот Оризарска река се зборуваше уште во 60-тите години на минатиот век, но тоа повеќе не е така. Веќе не се зборува само. Браната речани започна да се гради токму во овој мандат на СДСМ. После 50 или 60 години овој капитален проект во износ од 30 милиони евра станува реалност и бенефит за целиот Кочански регион. 30 години устата пена ни фати од НАТО, ЕУ, НАТО, ЕУ. Сите само ова зборуваа и ветуваа. Но денес никој не го зборува тоа. Денеска тоа е завршена работа. Во истиот овој преполовен мандат го остваривме. Членки сме на НАТО, чекориме кон ЕУ. Денес тоа никој не го ветува и нема право да го ветува. Полна име устата на ВМРО фейк ньюс со патриотизам, но запрашајте се дали се вистински патриоти. Зарем вистински патриоти на оваа земја гласаат против зголемување на минималната плата? Дали вистински патриоти гласаат против мерката за зелена нафта за земјоделците? Против зголемувањето на субвенциите? Против секоја можна мерка со која што парите се враќаат назад кај граѓаните? Дали вистински патриоти гласаат против мерката за данокот на додадена вредност да се враќа кај граѓаните? Дали вистински патриоти гласаат против законот за решавање на стечените работници, против укинувањето на радиодифузната такса? Николовски вети и продолжување на успешните политики на власта на СДСМ. До крајот на мандатот стапката на невработеност со нас, со коалицијата и чистиот мандат на СДСМ ќе биде едноцифрена. Не се ова соништа, ова се реалност. Сето ова е реалност зашто за 4 години се калкулираат 2,5 милиарди евра јавни инвестиции и 1,2 милиарди евра директни приватни инвестиции со сериозна поддршка од Европската унија и од новите фондови. Тоа се тие врати кои што ни отвараат нови можности. Платите во сите сектори ќе продолжат да растат секоја година. Пензиите и враќањето на парите назад кон граѓаните продолжуваат и да растат и да се зголемуваат. До крајот на мандатот минималната плата ќе биде 20.000 денари. Таа ќе биде повисока за дури 120% од мизерните и срамни 9.000 денари на кои што ја остави ДПМН 2016 година. Кои се тие вистински патриоти кои што ја држат минималната плата на срамни 9.000 денари? Просечната плата до крајот на мандатот ќе расте и ќе биде 34.000 денари. Во рамки на посетата на Кочани, Николовски имаше средба со членовите на Сдруженијата на граѓани со посебни потреби. При тоа, тој ги представи досегашните мерки и законски решенија за подобрување на нивниот статус. Најави дека во новиот 4-годишен мандат владата предводена од СДСМ ќе продолжи со унапредување на состојбата за овие лица. Носителот на кандидатската листа за пратеници од коалицијата Обнова на Македонија, Игор Јанушев, беше во посета на општина Чешиново, Блешево, каде главна тема на разговори беа проблемите во земјоделството. При тоа тој го обвини поранешниот министер за земјоделство Љупчо Николовски дека наместо за граѓаните се грижел единствено за личните интереси. Имавме средба со ризопроизводителите, по кои што разговаравме за нивните проблеми и за она што идната влада, предводена од ВМРО ДПМН, ќе направи, односно ќе помогне на новите луѓе за како полесно да се справат со проблемите. Она што го слушнавме од ризопроизводителите, огромната запоставеност и негрижа која што ја добиваат од оваа власт. Она што мојот против кандидат господинот Николовски, буквално во неговото работење во земјоделието, тоталното игнорирање, негрижата, незалагањето да им се помогне. Но што друго може да очекувате од таков човек? Човекот кој што само после година дена избега од министерството и се скри позади партиската функција. Но имаме нешто да порачаме. Ние знаеме како треба да се помогне, ние знаеме како да работиме, ние знаеме како да им го подобриме животот на новите луѓе. Пред некој ден ме запраша кои се трите приоритети за изборната единица 3.
Она што тогаш го кажав, го повторив сега пред овие луѓе. Број еден приоритет ќе биде земјоделието, инвестициите во земјоделието и она што сакаме да го постигнеме во 4 годишниот мандат е да имаме еден среќен, горд земјоделец кој што ќе живее еден нормален и достоинствен живот. Но достоинствен живот не само за земјоделците, туку и за сите граѓани на државата, за сите во Република Македонија. Она што го гледаме исто така при Србите, а со граѓаните е огромното незадоволство буквално во секое поле. Еве уште еднаш јавно ќе ги повикам сите. Нека кажат еден проект. Не мора да е само во земјоделието, нека биде било каде. Со кој што тие може да се пофалат. Нешто што сами го направиле, го осмислиле, го финансирале и барем го започнале. Почитувани граѓани, такво нешто не постои. Ова се убедливо најнеспособните луѓе. Еден од тие најнеспособни е токму Љупчо Николовски. Човек кој ништо нема направено за државата. Единствено што мислите за своите лични интереси. И токму затоа и ќе паднат. Поздрав и чувајте се. Викендов председателот на надзорниот одбор на СДСМ Горан Сугаревски на пресконференција во Кочани го истакна задоволството од досегашната соработка на централната со локалната власт во реализирањето на голем број проекти. При тоа порача дека таквата практика ќе продолжи и во наредниот 4-годишен мандат на новата влада што ќе ја предводи токму СДСМ. Реализиравме голем дел на инфраструктурни проекти во претходниот период, со тоа и затоа оставивме простор да им ветиме на граѓаните дека и во наредниот период владата предводена од СДСМ ќе ги реализира и тие проекти. Голем дел на инфраструктурни проекти се решени од страната на централната власт, меѓутоа исто така сакам да го изразам своето задоволство од начинот на тоа како и градоначалникот и локалната самоуправа и советот работат на реализација на проекти на општинско ниво. Голем дел на инфраструктурни проекти се направени. Во овој период се надевам дека во наредниот период ќе бидат уште повеќе направени, се со цел не ради формално исполнување на изборната програма или на владината програма, туку заради или програмата на СДСМ, туку заради суштински бенефит на граѓаните. Факт е дека има промени во овој период. 2-годишен, 3-годишен период од владењето на СДСМ, голем дел на работи се завршени, голем дел на работи преостануваат да бидат завршени после 15 јули. Јас верувам дека коалицијата Можеме ќе направи навистина уште повеќе, уште подобро за граѓаните и на тој начин што ќе реализира голем дел на изборните ветувања кои што ги даваме во овој период. Ние во изминатиот период не само во областа на инфраструктурата, туку и во сите области генерално направивме сериозни чекори. Во европските интеграции знаете дека станавме членка на НАТО, отворивме преговори со Европската Унија, дополнително имаме сериозно зголемување на платите и во здравството, во образованието, во центрите за социјална работа, во делот на администрацијата, во градинките и во сите други области, зголемивме субвенции, зголемивме капитациите на матичните доктори и лекарите и во сите области генерално земено и покрај здравствената криза која што за жал уште се чувствува тука, сепак мислам дека одржавме едно сериозно ниво. Со одлука на седница на влада се дозволи работата на библиотеките, музеите, ликовните галерии и останатите културни установи, со исклучок на театрите. И библиотеката Искра стартуваше со работа од 6 јули, така што и љубителите на пишаниот збор може да си подигнат книги под посебно утврден протокол за работа поради состојбата со COVID-19. По 4-месечна пауза поради состојбата со коронавирусот, библиотеката Искра во Кочани стартуваше со работа. Корисниците на библиотечните услуги ќе можат само да вратат или да подигнат книга, да ја продолжат членарината или да се зачленат како нови корисници. Други услуги и активности за сега ќе нема. Библиотеката ќе работи под посебен протокол, согласно наведените мерки за заштита од COVID-19, информираат од установата. Со одлука на владата на 73-та седница се дозволи работата на библиотеките, музеите, ликовните галерии и останатите установи од областа на културата со исклучок на театрите. Ние почнавме од денеска, 6 април, работиме во една смена од 7 до 15 часот. Корисниците можат услугите да ги користат од 8 до 14:30 часот, бидејќи претходни тој период од 1 час и
при завршувањето од половина час не се потребни за подготовка за на книгите што ќе бидат вратени. Книгите се враќаат на посебно место, кај што ќе бидат во изолација 72 часа. Тие нема да се да се дават на користење во тие 72 часа. Значи, откако ќе поминат 72 часа, веќе ги враќаме во функција, односно учителите можат да ги подигнат. Поради нашето неработење со одлуката на владата на 16-та седница на владата, некаде тоа е период околу 4 месеца, значи важноста на членарината е продолжена за 4 месеца. Значи, оние на кои завршуваше во мај, да кажеме, сега ќе заврши во септември и така натаму. Значи, ние почнавме пред да почнеме со работа, значи ги обезбедивме сите потребни мерки. Значи, шалтерот веќе доби нов изглед, веќе задолжително влегување со машки шалови или марами преку носот и устата, задолжително дезинфекција на рацете, значи држење на растојание и другите мерки што ги пропишува протоколот за заштита од коронавирус. Под овие околности, само на шалтер за подигање книги ќе се работи додека владата не донесе нови мерки. Читалната и други активности и интернетот нема да работат. Инаку библиотеката е во тек на нарачки на најновите изданија за читателите. Ние очекуваме утекот на крајот на ова недела или другата недела, значи да пристигнат првите книги што се нарачани од страната на издавачите, значи се надевам дека некаде сите најнови изданија, значи некаде почетокот на август ќе ги имаме на полиците на нашата библиотека, нашите корисници ќе можат да ги користат, а тоа са прилично голем број на нови изданија. Читателите целиот библиотечен материјал со кој располага библиотеката можат да го побараат на веб страницата kobis.mk и пожелно е да го сторат тоа, за да нема непотребни задржувања во установата. Сите кои доаѓаат во библиотеката ќе мора строго да ги почитуваат мерките за заштита од COVID-19, додаде Стојменов. Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито го одбележа 4 јули, денот на борецот на поранешната Југославија. По тој повод оддадоа едноминутна почит и положија свежо цвеќе на спомен обележијата во паркот во Кочани. Викендов членовите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито скромно и достоинствено го одбележаа 4 јули, датумот што во поранешната заедничка држава Југославија се прославуваше како Ден на борецот. При тоа, на спомен обележијата на борците од Кочанскиот крај кои учествувале во народно-ослободителната борба, но и во претходните востанија, им оддадоа едноминутна почит и положија букити свежо цвеќе. При тоа рекоа дека за нив ова е голем ден и традиционално го слават како празник што не треба да се заборави. Изјава. На 4 јули 1941 година во Белград Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија на чело со Тито донесе одлука за почнување на востанија против германците и нивните слуги окупатори во Југославија. Наскоро по одлуката на Централниот комитет на Политбирото на Централниот комитет на Комунистичка партија на Југославија почна и реализацијата на оваа одлука. Така прв пат пукна пушка на 7 јули во Бела црква во Србија. Понатаму пукна пушка во Црна Гора на 13 јули. Понатаму пукна пушка на 22 јули во Босна и Херцеговина и во Хрватска и на 25 јули во Словенија. И со тоа се крена целиот југословенски народ да ја ослободи својата татковина. Трендов рече дека Сдруженијето Јосип Броз Тито располага со скромни финансиски можности што ги обезбедува од сопствениот буџет, поради што и не може да организира поголеми прослави. Сепак, за членовите и тоа е доволно да ги одбележат светлите датуми од историјата како основа за создавањето на денешна самостојна држава Македонија.
Почитувани, тука ја извршуваме вестите на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.